Руската Федерација има преземено активности за влијание врз политичката сцена во Северна Македонија. Надлежните домашни институции имаат детектирано такви чекори. Информацијата ја потврдија високи представници на владата, откако пред неколку дена Стейт Департментот, повикувајќи се на податоци од Американската разузнавачка заедница, обелодени дека во изминатите години Русија впумпала повеќе од $300 милиони за финансирање политички партии, поединци и функционери во десетици држави низ целиот свет, се со цел надворешната политика во тие земји да се обликува според желбите на Кремљ. Шефот на дипломатијата денеска на прашање на Гласот на Америка јасно кажа дека властите во Скопје имаат информации за вакви потези на Русија. Дали имате сознание за ваков тип на влијание или обиди за влијание во Северна Македонија, обиди за влијание на политичари, политичко влијание преку финансирање од одредени политички партии од страна на Русија? Во рамки на оваа информација, произлезена од Стейт Департментот, немаме дополнителни информации по однос на случување во нашата држава. Но од нашите анализи, од нашите институции, има такво и тоа комуницирано и констатирано во неколку наврати дека има обиди за такво вмешување во партиско-политичкиот живот во Република Северна Македонија. Имате сознание и индиции за руско влијание врз политичкиот живот во Македонија преку одредени извори на финансирање? Да. За подетални информации Османи рече дека се одговорни безбедносните служби, при тоа не навлегувајќи во детали кои се политичари можеби се или се под руско влијание поддржано и со пари. Но на истиот брифинг, само неколку минути подоцна, објаснувајќи зошто за владеачкото мнозинство не е прифатлив каков било референдум против договорот со Бугарија, нешто што сега и левица го најавува, Османи навести каде на политичката сцена властите гледаат сериозно руско влијание. Еднонационални референдуми за стратешки прашања на државата се опасен преседан за Република Северна Македонија и тие не смеа да се случат. За левица имам свој став. Дека тие не се македонска партија. Туку тие се партија во функција на руската пропаганда за да го свртат македонскиот народ против Европската Унија и Соединетите Американски држави. Мислам дека не треба да паднеме на таа пропаганда која што делумно е и стимулирана и финансирана и има многу лоши и злонамери кон прво сопствениот народ, а потоа кон другите граѓани и кон државата. Во изминатиот период, особено по почетокот на руската инвазија врз Украина, македонско-руските односи имаат надолен тренд. Скопје целосно се приклучи на западните санкции против Москва. Силно ја осуди агресијата, повтори дека ги почитува меѓународно признатите граници на Украина и протера 11 дипломати од руската амбасада со образложение дека извршувале активности кои се во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи. Дали овие протерани дипломати биле вклучени во активности за придобивање на домашни политички партии и политичари, за сега нема информации. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.